civilmedia.mk. Добре дојдовте. Ова се кратки нозе. Заедно со вас одиме на уште едно патување за разоткривање на дезинформациите со цврсти факти и аргументи. Во ова издание откриваме невистини за наводна изјава на Американската амбасада за вооружени лица на изборниот ден. Ке ви откриеме и дезинформации на лидерот на левица Апасиев за обвиненијата за кривични дела кон кандидати за советници од оваа партија. А ќе откриеме и манипулации на Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМНЕ за цената на горивата. Тргнуваме веднаш. Порталот Маркукуле на денот на изборите 17 октомври објави содржина со наслов Амбасадата на САД го известила ОЈО дека 83 лица добиле оружје со цел попречување на изборниот процес. Во текстот пак стои нешто што е поинаку од кажаното во насловот. Од амбасадата на САД во земјава доставено било известување дека лице од политичка партија пријавило од и над 80 лица добиле огнено оружје за да го загрозат изборниот процес. Се вели во текстот. Излегува дека насловот на Маркукуле манипулира, а дека е точно тоа што се тврди во текстот. Односно, амбасадата на САД не го известила ОЈО дека 83 лица добиле оружје со цел попречување на изборниот процес, туку го известила за доставена пријава од лице од политичка партија, која ја проследила до надлежните за да се провери. Освен тоа, портпаролот на МВР на денот на изборите изјави дека по оваа пријава се преземени сите неопходни мерки и активности, и со Агенцијата за разузнавање, и со АНБ. Пријавата не е од Американската амбасада, туку треба да разјасниме. Лице од политичка партија доставило пријава до Американската амбасада, која што ја проследува до нас и до надлежното обвинителство. Веднаш што ја добивме оваа пријава, преземени се сите неопходни мерки и активности во координација со Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност. И она што можам да го кажам дека апсолутно нема никаква потврда на вистинитоста на оваа пријава досега, значи извршени се сите потребни мерки и активности и досега нема апсолутно никаква потврда. Едно во насловот, а сосем друго во содржината. Повторно и во овие кратки нозе се сретнавме со најчестата форма на манипулација со публиката. Кажавме и зошто ја користат дезинформаторите. Затоа што сите истражувања покажуваат најголем дел од публиката чита само наслови, а тие тоа го злоупотребуваат. Затоа, постојано повторуваме, содржини со вакви бомбастични наслови треба да се читаат до крај, а и да се споредуваат потоа со содржини од професионални медиуми на истата тема. Може би ова одзима повеќе време и треба многу внимание, но тоа е единствениот начин за да се дојде до вистината денес. Лидерот на левица Апасиев дезинформира дека браќата Масларковски од оваа партија се гонат кривично со обвинителен предлог за извикување Македонија на протест, констатира Жарко Трајановски во анализа на овој случај за Цивил Медија. На 13 октомври во пост на Facebook Апасиев напиша: браќата рапери Пука Козметика, кои се на нашата советничка листа во аеродром, наместо за прекршок се гонат кривично со обвинителен предлог за извикување Македонија на протест. Но ова тврдење не е точно. Тоа може да се види од самиот обвинителен предлог кој го објавија самите браќа Масларковски на Facebook. Во него споменатите лица воопшто не се товарат за извикување Македонија на протест, туку за кривично дело напад врз службено лице при вршење работа на безбедноста. Во самиот документ воопшто не се спомнува никакво извикување Македонија на протест. Оваа дезинформација, објавена во финиш на изборната кампања, има голема тежина. Не само затоа што извира од лидер на партија и пратеник, туку и од професор по право, кој има стручни познавања да го толкува обвинителниот предлог кој самиот го споменува. Деталите за овој случај, во кој освен дезинформации има и говор на омраза, можете да ги прочитате на Цивил Медија. Граѓаните треба да внимаваат со овој тип на објави, кои доаѓаат од политички партии и лидери
што сакаат да ја измамат јавноста, а особено со оние објави кои доаѓаат со лидери и партии кои често го прават тоа, не само со дезинформации, туку и со говор на омраза кон нивните неистомисленици. Поранешниот пратеник и висок функционер на ВМРО-ДПМНЕ Владко Ѓорчев објави пост на социјалната мрежа Твитер споредувајќи ја цената на дизелот во време на владење на ВМРО-ДПМНЕ и во време на СДСМ. Дизелот влада на ВМРО 46 денари, влада на СДСМ 68 денари, во заграда раст од 50%. За видлизам ни треба нова влада итно, вели Ѓорчев во неговиот твит. Но оваа констатација предизвика лавина реакции од други корисници, кои го подсетија Ѓорчев и на други цени што ги имал дизелот во време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ, а и на СДСМ. Лани во април-мај беше 42 денари и се вели во еден од одговорите. Во друг одговор се посочува на цената на горивата во 2012 година, кога дизелот чинал 74,5 денари, а бензинот 90 денари, што е далеку повеќе од сегашната цена на дериватите. Трет корисник му вели на Ѓорчев да не прави несоодветни споредби и мешање на баби и жаби. Очигледно дека се работи токму за тоа, правење несоодветни споредби и невистинито посочување виновници. Цената на горивата не зависи ниту од владите на СДСМ, ниту од тие на ВМРО-ДПМНЕ, туку од цената на нафтата на светските берзи. Малку е веројатно дека Владко Ѓорчев не знае дека цената на горивата зависи од цената на нафтата на светските берзи. Но од друга страна, охрабруваат реакциите на публиката, која ги соголи овие манипулации на Ѓорчев и покажа дека таа сепак не пие нафта. Тоа беше се во овие кратки нозе. Испраќајте ни содржини за кои сметате дека се дезинформации. Заедно ќе ја бараме вистината. Се гледаме наскоро. Останете со Цивил медија.